Дневник на Канал Плюс, добро вечер. Започнуваме со вестите предвидени за оваа саботна вечер, веднаш по краткиот пресек на дел од главните настани на денот. Владата на Република Македонија со нова помош за земјоделците. Имено, донесена е одлука доматите кои се созреани втора класа да бидат предадени во преработувачките капацитети. 8 дипломирани правници, 7 историчари, 7 преведувачи од германски на македонски јазик, 7 текстилни инженери и 5 дипломирани економисти се на листата на невработени лица кои активно бараат работа. Синоќа на сцената на Центарот за култура се одржа премиерата на долгоочекуваната малограѓанска свадба. Од изведбата на актерите задоволни и режисерот и сватовите, односно публиката. Штипското културно лето со богата програма. Вчера во Дом на млади се одржа настан наменет за помладата генерација. Станува збор за промоција на албумот на членовите на PMG колектив, кој пред Штипјани се прославија со новите 9, но и со нивните постари песни. Во продолжение на вестите погледнете што за албумот велат од PMG колектив и како Штипјани ја доживуваат оваа група. Организаторите на 30-тото јубилејно Штипско културно лето и годинава одвоија термини за настани наменети за помладата популација, кои претежно ќе се случуваат во Дом на млади. Еден од тие настани беше и синокешното гостување на македонскиот музички состав PMG колектив, кој пред Штипјани го промовираа својот нов 6-ти албум. Албумот, насловен како XU или Бившиот ти, за членовите представува враќање на почетокот на кругот до првиот албум, каде попатно се содруваа со своите постари и понови стилови кои ги користат и во најновите песни. Секој наш албум е некоја нова авантура, значи технички, музички, па и донегде идеолошки. Имаме различни приказни, различни авантури, си дозволуваме се и се што, значи буквално бендот се менува од албум во албум и според она кои инструменти и која опрема ја користиме. За Попов секој нов албум е нова авантура, бидејќи промените се видливи, а повеќе од видливо за око, но и она што може да се слушне е женскиот вокал и синтесајзерот, кои досега не практикувале да постојат во нивните песни. Колку и да се обидуваат да вметнат нови стилови во своите музички дела, сепак членовите на PMG колектив со самиот наслов на најновиот албум докажуваат дека се уште кај нив постои една носталгија кон бившо југословенските песни. Се што испробавме разни стилови, фазони, секој што завршува у некој наш стил, што и да правиме, али некако као да свртевме еден круг и се вративме со мислата кај што бевме на првиот албум, некоја комбинација на денс, рок со рефрени, некаква евокација на поп. И мислам дека се почувствува тоа и пошироката публика го почувствува тоа, за разлика од речеме минатиот албум кој беше малку затворен, херметички и немаше баш некоја голема реакција од публиката. Овој албум имаше неколку големи хитови. Откако по 18-месечна подготовка го издадоа албумот XU на 2 април, до синоќа истиот бил промовиран во повеќе градови во Република Македонија, но и надвор од границите на државата, претежно во бивши југословенските држави, благодарение на напорите на организаторите на Штипско културно лето и директорката на Дом на млади Вишна Шорова Ангелова, и Штипјани можеа во живо да ги слушнат новите 9 песни на овој култен македонски музички состав. PMG колектив се нешто као пионири у нивниот стил. Значи они се као првенци у Македонија за тој стил на музика, диџеј комбинирано со инструменталисти, нешто модерно, а сепак андерграунд. Може би се единствени, специфични и единствени, тоа е тоа, се кажува за нив. Од останатите настани кои во рамките на Штипско културно лето ќе се одржуваат во Дом на млади е вечерашнава ревија, насловена како Game On. Ревијата која се организира под менторство на доцент магистер Јордан Ефремов ќе започне во 22 часот. Владата на Република Македонија со нова помош за земјоделците имено донесе одлука во пресред на барањето на земјоделците, кои што во изминативе денови имаа проблем со пласманот на домати во производството. Оние домати кои се од втора класа ќе бидат преработени.
Владата на Република Македонија донесе одлука да излезе во пресрет на барањето на земјоделците, производители на домати, кои што во изминативе денови имаат проблем со пласманот на овие производи. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков посочи дека во договорот со земјоделците беше договорено оние домати кои се созреани втора класа да бидат предадени во преработувачки капацитети. За секој килограм ние им одобривме додатна субвенција од 6,5 денари. Овие домати ќе бидат преработени во сок од домати, каде цената на откупот на домати на конзервната индустрија е околу 4 денари, имајќи предвид дека тоа е многу ниска цена за да можат земјоделците барем да ги покријат производните трошоци. Ние како влада им излегуваме во пресрет, рече Цветков. Оваа мерка е од ограничен карактер и таа ќе важи до 15 јули оваа година. Проценките се дека од 500 до 1000 тони би требало да бидат преработени во доматен сок и оти за тоа ќе бидат потрошени околу 80.000 денари од буџетот на Република Македонија. Според министерот Цветков, досега извозот на македонскиот домат оди добро и овој месец се извезени околу 6,500 тони домати. Привршуваат активностите на јавното предпријатие Камена река во Македонска Каменица за новата секундарна водоводна мрежа. До сега на оваа мрежа се приклучени околу 70% од корисниците на колективните стамбени згради. Каменичкото комунално предпријатие привршува со приклучување на своите корисници во новата секундарна водоводна мрежа. Имено почнувајќи од месец јануари, досега екипи на јавното предпријатие Камена река успеале да приклучат 70% од колективните згради, а индивидуалните згради на улиците Осоговска и 4 јули се целосно завршени, изјави директорот на комуналното предпријатие Камена река Марјан Јангеловски. Јавното предпријатие Камена река уште во месец јануар започна со приклучување на колективните и индивидуалните згради на новата секундарна мрежа. Во досегашниот тек се приклучени скоро 70% од колективните згради, додека кај индивидуалните згради улица Осоговска и 4 јули се целосно завршени, додека на улица 14 јуни и Вера Јосич работите се во завршна фаза. Во овој период исто така изведувавме нова мрежа на долниот дел на улица Осоговска. Направивме нова мрежа за модната конфекција Астибо, вулканизер Дали и другите стопански субјекти во тој дел. Во Македонска Каменица, поради обновата на водоводната и канализационата мрежа, во овој период од годината местното население најчесто е без вода, но надлежните апелираат и за рационално користење на истата. Минатата година потрошувачката на водата беше околу 230.000 метри кубни, месечната потрошувачка е околу 20.000 метри кубни. Во летниот период доаѓа до зголемување на потрошувачката и потрошувачката некаде достигнува 30.000 метри кубни. Инаку, јавното предпријатие Камена река за во наредниот период најави реализирање на активности за обнова на водоводната линија и на улицата Каменичка. Копаничарството е занает кој не продуцира млад кадар, а резбата е втемелена во македонскиот идентитет и култура. Овој став го делат членови на единственото копаничарско здружение во Македонија, чиј член е Благоја Накиевскиот Блатец, еден од малкумината резбари на истокот кој целосно е посветен на овој занает. Со силна љубов и трпение, до ситно макотрпно делкање и впишување на деталите од македонската историја во дрвото, од кое се обликува единствена и оригинална резба, најскапоценото уметничко дело во кое е врежан македонскиот идентитет, традиција и култура. Тежината на овие врвни дела ја знаат само нивните мајстори, кои тешко доаѓаат до наследници, но се уште му пркосат на модерното време. Благоја Накиевскиот Блатец е меѓу последните копаничари на истокот, кој во тишината и убавината на својот крај секојдневно по цели 8 часа е оддаден на овој занает како негова основна дејност. Почнувањето на копаничарството ми е како сон, и тоа не го поврзувам со сон, затоа што основна, или како што реков, е можеби потрага по екзистенција. Инаку 2001 почетокот интересно беше што сонував дека нешто работам со дрво и наредниот ден на телевизија имаше документарна емисија за Свети Јован Бигоски, за резбите. Така некако
ако имаме некои суеверија дека нешто е поврзано. И така пробав да изработам, почнав всушност да размислувам дали можам и јас да почнам да работам тоа што го видов на телевизија, не поврзано со сонот. И тогаш во тоа време ми се види дека македонското сонце од Кутлеш има некако најправилни форми за почеток. Прави линии, после се испостави дека тоа е всушност потешок дел од изработката, затоа што имаш ти 16 симетрични делови и при резбата треба да ги погодиш да си исто. Неговиот избор е традиционалната македонска резба и сите нејзини детали, чие проучување е долготраен процес, кој трае до ден денес. Едно парче од А4 формат, со дебели од 5 см, со цветни мотиви, да речеме традиционални македонски, некаде 15 до 20 дена работно време од 8 часа. Како член на Сдруженијето Копаничар, тој со апел до институциите да се престане со носењето од други држави на ефтини резби како интериер и како мебел во институциите и во црквите и манастирите. Со тоа се унакажува нашата автентична македонска уметност. Имајќи ја во предвид и реткоста на овој занает, треба да се прават напори за продуцирање на нов кадар, бидејќи, како што велат од Копаничарското здружение, со резбарските дела во копаничарството презентираме голема цивилизација, а ние сме во рамките на големите светски култури. Инако на Киевски, зад себе има само една самостојна изложба, а учествувал во повеќе колективни изложби и е активен учесник во сите колонии на здруженијето. По втор пат во Делчево се спроведе проектот Мешана патрола полиција и родители во обиколка на најпосетуваните места во научните часови од страна на малолетниците. Мешана патрола од полициски службеници и родители синоќ направија обиколка на најпосетуваните места за ноќна забава на малолетниците во Делчево. Секторот за внатрешни работи Штип преку одсекот за превенција во координација со полициската станица Делчево, заедно со родителите за втори пат го спроведува проектот насловен Мешана патрола полиција и родители. Целта на проектот е да се промовира и зголеми квалитетот на односот полиција и граѓани и да се подигне нивото на свеста кај родителите за потенцијалните ризици врз малолетниците, како конзумирањето на алкохол и други социопатолошки појави. Значи, целта на овој проект е ние како полициски службеници заедно со родители, представници на општината да направиме обиколка на местата каде што младите најчесто ги поминуваат ноќните часови, како се дружат и живеат во угостителските објекти и после 24 часот дали имаме присуство на малолетници во угостителските објекти, а до тоа до нивно присуство во угостителските објекти дали се точи алкохол на малолетниците. Минатата година родителите видоа како живеат децата и тие заклучоци кои ги донесовме беа запознати претпоставените полициски старешини на полициската станица и представниците на локалната самоуправа, значи за преземање на мерки кои се за подобрување на безбедноста за животот и движењето на децата по улиците и низ градот. При посетата забележани беа млади лица во групи кои се дружеа во градскиот парк, но не беше забележено недолично однесување или други нарушени социопатолошки појави. Сепак е во границите на нормалното. Сите што ги прашуваме знаеа дека до 24 часот треба да се од дома, дека после 24 часот не е дозволено легување во печи. Акцијата Мешана патрола, изведена од страна на инспекторите по превенција при полициската станица во Делчево, беше успешно изведена и ги замолуваме да има почесто вакви акции со цел да им се помогне на младите, а и на нас родителите. Заклучокот на родителите на крајот од патролирањето беше дека ваквите состаноци и надгледувањето на младите во ноќните часови се позитивни и треба да се спроведуваат почесто во иднина. Вчера вечер на сцената на Центарот за култура се одржа премиерата на долго очекуваната малограѓанска свадба. Од изведбата на актерите задоволни и режисерот и сватовите, односно публиката. За оние кои не успеа да присуствуваат на премиерата, репризите се на 30 јуни и 7, 9 и 15 јули.
Гостите, односно сватовите, удобно сместени на округлите маси, со нетрпение ги очекуваа младоженците за свадбата да почне. И како што се најавуваше со месеци наназад, се случи очекуваната малограѓанска свадба. Многу музика, танцување, монолози, расправи и несогласување. Сето ова се случуваше во околу 120 минути колку што траеше премиерата на најновата представа на актерите од Штипскиот народен театар при Националната установа Центар за култура Ацо Шопов од Штип. Премиерата на малограѓанска свадба, олеснување за актерите, конкретно за Ангелка Нашкова, која ја имаше улогата на младата невеста. Иако задоволна од самата себе, Нашкова истакна дека после премиерата се чувствува полесна за 100 килограми. Се помина во најдобар ред, имавме долг процес, меѓутоа со оглед на тоа дека работевме 3 месеци, пробите ни беа малку полесни. Сега на крајот се види дека уствари не биле толку лесни. Задоволна сум од играта, задоволна сум од енергијата која што имавме денес на сцена. Што знам, ми останува само да ја поканам штипската публика да дојде и да ја погледне представата. Интерактивна, амбициозно смислена. Представата е дело на бескрајно вложување на сите актери кои покрај Ангелка Нашкова учествуваа во малограѓанска свадба, но и целосната посветеност од страна на младиот режисер Никола Ристов, кој е презадоволен од сработеното. Рече дека се гордее со сите колеги. Имаше многу труд, вложивме сите заедно и многу сум горд затоа што ова излезе баш групна работа која што ја видовме нели целиот продукт како изгледаше. Публиката мислам дека уживаше во представата и се надевам дека ќе продолжи да ужива уште долго време во неа. А публиката навистина уживаше во овој настан, кој одамна се нема случајно на театарската сцена во Штип. Посебно интересно беше во сцените во кои самата публика, како сватови на свадбата, беше вклучена. Наздравуваше со сватовите, се смееше, со внимание ги следеше неколкуте монолози на актерите. Одлично представа, после долго време можам да кажам дека Штипскиот театар изненади со уникатна представа. Па мислам дека Никола секој пат прави уникатни представи и многу ми се допадна. Браво за него. Одлично, весело, најубаво до сега, најдобра свадба. Актерите супер сите. Пијан дури, ама добро, весело, важно. Добро, интересна представа беше вака баш за Штипско културно лето и мислам ми беше на уживање ова вечер. Морам да ги пофалам екипата на театарот, Штипскиот театар, одлично, прекрасно. За представата и пораката која беше упатена до публиката, со свое мислење и еден од повозрасните актери при Штипскиот народен театар, Раде Рогожаров. Се си има свое место, секој лик си носи своја тежина, секој лик си има своја порака. Во секој лик можеме да се огледаме и самите да се пронајдеме, помалку или повеќе, и да го извлечеме позитивното за човештвото, позитивното за нас. Штипјани кои не можеа да присуствуваат на премиерата малограѓанска свадба ќе може да ја гледаат на неколкуте репризи, и тоа на 30 јуни и 7, 9 и 15 јули. За прикажување на секоја реприза терминот е 19 часот и 30 минути, а цената на билетот изнесува 200 денари. Осум дипломирани правници, 7 историчари, исто толку дипломирани филолози по германски јазик и книжевност и текстилни инженери, 5 дипломирани економисти се на листата на невработени лица кои активно бараат работа во Агенцијата за вработување во Штип. Според податоците на Државниот завод за статистика, најмногу вработување годинава имало во преработувачката индустрија. Во првото тримесечие од 2015 година, активното население во Република Македонија брои 959.388 лица, од кои вработени се 697.248, а 262.140 лица се невработени. Според податоците на Државниот завод за статистика, стапката на вработеност е 41,6, додека стапката на невработеност изнесува 27,3. Стапката на невработеноста се намалува. Тоа е факт и Државниот завод за статистика веќе имат изнесено своји бројки. Се намалува. Ние во Штип можеме да кажеме дека тоа е нешто повеќе побрзо, со поголема забрзаност намалувањето на стапката на невработеноста. Пред се тоа се должи на овие мерки што владата ги нуди со ослободувањето од придонеси. Значи, самиот проект Македонија вработува нуди многу поволности како за работодавачи, така и за невработените лица. Исто така активните мерки допринесуваат за намалување на невработеноста.
Во општините Штип и Карбинци бројот на невработени лица кои активно бараат работа изнесува 2880 лица, а бројот на пасивни баратели е 2300. Во групата на пасивните баратели најчесто тоа се лица кои во моментот не се дали од здравствени причини, дали од одреден дел што во моментот не можат да прифатат работа, најчесто тоа се лицата во руралните средини. Например, ние имаме од Карбинската општина доста голем број на лица невработени кои се пасивни од причина што некои од нив се занимаваат со земјоделски дејност и од причина што во тој реон на Плачковичкиот крај немаме доволно фирми каде што може да ги вработат тие лица и затоа бројката или пасивните невработени лица се претежно тие краишта. За оние кои навистина бараат работа и сакаат да се вработат, Агенцијата за вработување нуди повеќе поволности за побрзо и полесно наоѓање на работа. Најмногу вработување во првото тримесечје годинава, според Државниот завод на статистика, има во преработувачката индустрија, и тоа во областите производство на прехранбени производи, облека и текстил, потоа во земјоделството, трговија на големо и мало, градежништво и администрација. Отстапување на законот за мигранти на сила, ситуацијата во државата е значително подобрена. Ова го изјави полицискиот портпарол Иво Котевски. Полицијата расчисти 3 случаи на криумчарење мигранти, но нема несреќни случаи по пругите и патиштата или нивна злоупотреба од криминални структури, а државата има подобра евиденција на сите кои нелегално влегуваат во државата. Министерството за внатрешни работи во текот на минатата недела, значи откако стапија на сила измените во Законот за азил и привремена заштита, регистрираше, документираше 3 нови случаи на криумчарење на мигранти, во кои што пријавени се 3 лица на возраст од 27 до 51 година. Од овие 3 лица, едно е македонски државјанин, односно лице на 51 годишна возраст од Студеничани, додека другите 2 лица се странски државјани кои според досега документираните сознанија криумчареле мигранти. Странските државјани се од потекло од Албанија и од Турција. Од стапување на сила на законот можеме да кажеме дека состојбите се драстично подобрени, односно законот барем досега во овие недела дена откако е стапен на сила во целост ги оправдува очекувањата. Имено законот беше донесен главно од 2 причини. Првата причина беше да се намалат ризиците по илегалните мигранти кои што влегуваат и транзитираат низ Република Македонија. Бевме свесни дека имавме бројни случаи кога ги ризикуваа сопствените животи на патиштата или на пругите низ Република Македонија. Неретко беа и жртви на разни криминални групи или поединци од кои што бараа помош при нивниот транзит низ Република Македонија. Во овие недела дена немаме пријавено ниту еден инцидент на пругите или на патиштата, ниту пак имаме регистрирано случај кога поединец или криминална група нападнале илегален мигрант, така што предпоставуваме дека илегалните мигранти ги постапуваат по насоките кои што ги добиваат од полицијата, односно согласно законот и законските одредби го користат јавниот превоз, односно возовите, автобусите или пак такси превозот кој што им стои на располагање откако ќе ги добијат потврдите за изразената намера за барање азил. Втората причина поради која што беше донесен законот беше подобрата контрола и евиденција на лицата кои што илегално влегуваат во Република Македонија, и од тој аспект Министерството за внатрешни работи сега една недела по донесување на законот има далеку подобри информации, далеку подобри поверодостојни податоци околу лицата кои што влегуваат на наша територија. Најмалку 37 луѓе, меѓу кои странски туристи, се убиени вчера во текот на терористичките напади изведени во хотел на туниското ретувалиште Сус на југот од земјата, покажува новиот биланс на жртвите кој го соопшти тамошното Министерство за внатрешни работи, според кое напаѓачите дошле во комплексот од страна на морето со гумен чамец. Билансот надминува 37 загинати, а меѓу нив и странски туристи, изјавил портпаролот на туниското Министерство за внатрешни работи Мохамед Али. Европа и понатаму е немирниот
регион во светот и некои европски земји уживаат во историјата на ниво на мирот и стабилноста, додека Блискиот Исток тоне се подлабоко во насилства, покажува извештајот Глобален индекс на мирот во 2015 година. Европа во последните 4 години е все помирна. Трите најмирни земји во светот се Исланд, Данска и Австрија. Исто така 15 европски земји се меѓу првите 20 најмирни земји во светот. Со донесувањето на историската пресуда на Врховниот суд на САД, легализирани се хомосексуалните бракови во сите 50 американски држави. Со децени истополовите бракови беа нешто што припадниците на заедниците можеа само да сонуваат. Меѓутоа направена историска пресуда која овозможува склопување на хомосексуални бракови во сите американски држави. Традиционално 13 години поред Џолев Компани организира турнир во табла, во кој се вклучени 64 надпреварувачи. Во играта се вклучени сите возрасти, почнувајќи од 10 па до 70 годишна возраст. Овој турнир се одржува 13 пат е поред ова година и секоја година со 64 такмичари. Јас сум еден од главните организатори на овој турнир, а главен и скоро единствен спонзор е Џолев Компани. Имаме надпреварувачи од Кавадарци и од Кочани. До прошлата година имавме од Скопје, но од оправдани причини оваа година не може да дојдат. Денес ни е трети ден, денес на програмата са полуфиналните и финалните делови. И оваа година на турнирот во табла има надпреварувачи од повеќе градови од Македонија, а надпреварувачите од Кавадарци веќе 8 пат учествуваат на турнирот во Штип. Јас сум организатор на турнир во Кавадарци, се вика Цајкова табла, по мојот татко покоен Цајко се викаше. И организираме турнирот. Исто покануваме во Кавадарци од вас, од оддел Штип, надпреварувачи и играчи, секоја година. Турнирот го правиме не над 17 години во Кавадарци, али овде 7-8 години учествуваме на овој ваш турнир. Овде не ни е толку битно победа, кој ќе победи, толку битно ни е дружината, пријателството. Многу сум задоволен од вашите прекрасни луѓе. Пријателство го шириме на турнирот, играме секоја година и идеме и вака чекаме и наредната година пак да дојдеме. Табата како игра е нормално, сите викат дека е зар, стварно да е стварно треба зара на тебе и знаење, елементарно познавање на табата. Јас ја играм преку 40 години, али не значи дека стално ќе победиш. И зарот одлучува, али сепак игра е тоа, среќа. Освен дружењето и надпреварувањето помеѓу учесниците, секој од нив ќе добие и диплома за учество во турнирот, додека пак првите 3 места ќе добијат по една табла, пехар и медал за освоената награда. Интересно е што оваа година на турнирот има и 8 женски надпреварувачи. Ракометарките на ЖРК Вардар вчера во Виена ги добија ривалите во групата од првата фаза од Лигата на шампионите за новата сезона. На извлекувањето Вардар ќе се најдоа во групата С, заедно со екипата на Мидтјеланд, Данска, Хипо Австрија и победникот од квалификационата група 1. Најголеми шанси за првото место во оваа група му се даваат на поранешниот европски шампион Гер од Унгарија. Надпреварите во групната фаза почнуваат во периодот од 16 до 18 октомври 2015 година. Во машка конкуренција актуелниот европски шампион Барселона ќе му биде противник на македонскиот шампион Вардар во групната фаза од Лигата на шампионите. Македонските шампиони се сместени во група со исклучително квалитетни противници, па идната сезона не очекуваат вистински мега дуели на црвено-црните во групата Б. Ждрепката ги смести ракометарите на Вардар во иста група со Барселона, Киелце, Райн Некар, Колдинг, Пик Сегат и Кристијан Стад. Вардар е сместен во привилегираната група Б, која заедно со групата А возможува победниците во групите да обезбедат директен пласман во четвртфиналето. Повеќе вести прочитајте на нашиот веб портал kanalplus.mk. Воедно овде ми преостанува да ви посакам уште пријатна вечер.